Добар ден, почитувани гледачи. Екипата на емисијата Вкусот на традицијата денеска ве носи во областа Извор, во непосредна близина на селото Сопотница, Демир Хисарско. Се наоѓаме во дворот на манастирот Свети Атанасий. Денес е наш домаќин е господино Драги, член на црковниот одбор при манастирот Свети Атанасий. Добар ден. Добар ден, добре дојдовте, Адријана. Добро ве најдов. Од емисијата Вкусот на традицијата. Посебна чест имаме што не посетивте денеска овде, што деливте време, да му покажем на луѓето што имаме изградено, што се гради, како е нашето населено место, со што изобилувате и така. Многу ни е мило и благодарам што сте нашите домаќини денеска, што ќе направиме неколку рецепти автентични за овој регион, а посебно е навистина привилегија да се биде на ова место, на овој чист воздух, на ова прекрасна природа овде и посебно за манастирот Свети Атанасий, да ни кажеш накратко за него. Пред да почнеме со готвењето. Да. Прво да ви се представам, јас сум Драге Мицевски, член на манастирскиот одбор на манастирот Свети Атанасий Велики во Сопотница. Манастирот се наоѓа оддалечен од нашето населено место на 2 километри во местноста Извор. Започнавме со изградба на манастирот од 2005 година. Најнапред регистрирав здружение кое што го нареков Извор 2005 година, кое што се занимава со обнова и изградба на верски објекти. Манастирот го градиме со донација од местното население средства, со донација од државни, приватни фирми и нашите иселеници во странство. Сакам да искористам и ова прилика јавно да му се заблагодарам од моје име и од името на членовите на одборот за се што има досега помогнато и се надевам дека и понатаму ќе соработуваме за да биде што уште поубаво и доизграден манастирот. Моментално во манастирот се изработува фреско живописот. До година се надевам дека ќе завршиме со тоа нешто, ќе биде осветен комплетно манастирот. Тука ги се славит денот патронатот, има два празници славиме, зимскиот Атанасоен, ново народно го кажем Атанасоен, велики и летен. Зимскиот е на 31 јануари, а летниот е на 15 мај. За овие два празници луѓето, верниците се пријавува со кумство. Кумство значи дека човекот се спрема тука да ги угости луѓето, да јадење, на закуска да направи, да ги покани пријатели и сите што идат овде луѓе се добре дојдени да видат тоа прекрасно место овде и да се дружат едноставно луѓето. Тоа е целта на сврталиште. Тоа е целта во нашата вера за ваквите манастири и цркви да не собират нас. Да, и после кога ќе се освети манастирот, ќе може тогаш да се прават оние обреди што се редовни, што треба луѓето да ги прават крштевки, венчавки и така тие работи, зашто се градите и стојат. Сигурно, нека за многу години. Нека за многу години, а нас, драги гледачи, не чекаат пријателките од Демир Хисарско, кои што ќе имаме чест овие неколку дена да другаруваме со нив преку традицијата, преку вкусот на рецептите, да видиме што се вкусно се готви во овој крај. Ти благодарам многу. Ви благодарам и јас. Што убаво ни боботи и шпоречево на дрва, иако е пролет, иако се е разеленото, но сепак сме доста нависочко. И така си заладува и нашата домаќинка, мојата драга пријателка Сонја, се погрижи се да биде како што треба за вкусот на традицијата. Сонја, здраво, живо душо. Здраво, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Овдека имаме еден голем бенефит. Доста е воздухот што го дишев надвор. Да, много е. Прекрасна и природата и се, и домаќинов Драге не прошта тука околу дворот, да ни раскаже се и за манастирот и така. Но веќе сме овде во манастирската кујна, каде што ќе ни презентираш некои од специјалитетите кои што многу ги правите во Демир Хисарско и посебно тука за празниците. Сонја, сега да им се представиш на нашите гледачи. Јас сум Сонја Пејковска, живеам во село Жван, инаку сум од Кумановското. Мислам, потекло имам од Куманово. Ете, затоа ја и ти вака флуид имаме, значи и моето потекло Кумановска, затоа се разбираме. Ама веќе сум 30 години тука. Во селото Жван. Во селото Жван и таму си работам во основното училиште како хигиеничар.
И сега сум дојдена тука за да направиме еден старински рецепт крофни. Крофни. По старински начин, уште мајка ми кога сме биле помали ни правела и сега да Така, јас паметам исто Сонја кога бев дете. Да. Едва и го чекав мигот кога мама ќе правеше кроф. најомилени ми беа. Нели? И стално ми викаше, овој рецепт, вика, ама ти од по Кумановскиот рецепт Да, не? Кумановски. Ете, тоа е тој, вика, бе, и оди, јади на сите места, ама овој рецепт, вика, Рецепт. девек најубав е, не? Најубав ми е мене. И овие од Демир Хисар го увезоа рецептот, од Сонја. Сонја, на што те подсетуваат крофните? Па на детството, на празниците, мајка ми, например, секој па за празници кои се соберевме, ние сме 3 сестри и учевме Скопје. И кој ќе дојдевме сабота, недела и секој пат крофни, зелници и такви работи, месено, секој пат имало. До душа и сега си правиме ние, Така, тоа си го наследивме од родителите, од сигурно. мајките. Хајде да ни го кажеш рецептот за овие крофни. Што се е За овие потребно? крофни, кило брашно, Така. отприлика кило брашно треба, квасец, Како квасец? Прво ќе ги кажеме состојките, потоа ќе работиме. Значи треба Коцка? една коцка квасец, ванила, Вака, квасецот мора да биде растопен. Да, Ајде може да за младите за домаќинки да, им тие младите објасниме. директно го Со малку водичка, млака водичка, шекерче, и солца во. Така, Во 2 прстопат. јајца, После 2 јајца одат, ванила, една пecivo и и пecivo. едно пecivo, 2 филџанчиња вака од кафе шосе, масло масло, и 250 мл вода мешано со млеко. а колку млеко? Исто 250. 250, значи половина литар мешавина од млеко од млеко и вода. и вода. И така А и да ова што уште ти е? помеки поубај. Ова е 2 лајци се става шеќер и сол. Едно лајче. 2 лажици шекер и едно. Тестото го ставам. Ајде сега, Ирлија, нека Да. ни се крофните. Ја О, прво? па знаете што ќе биде посебно убаво? Што ќе ги пржиме на шпорет на дрва. Да, уште посладки. Значи квасецот го ставаш. Квасецот, Аха. ванилата и пецивото. сивото. Пополека, се што работиш пополека. Значи се става во брашното. Во брашното, да се замесува. Се извинувам, дали имаше тука килограм брашно или поделено ти е прво предав? Поделено ми е. Поделено. Поделено е, не е цело кило, така значи да го знаат поделувам. гледачите. Од прилика си ставам во тањеров, вака, за да си додаваш колку по потреба сепак. Не може баш Така. колку што После колку ќе испие брашното, да, всушност. колку што ќе испие. Добро. Од прилика ставаме 2 филџанчиња масло. И прво со лајца си. А шекерче додаваш тука? Да, и Во тестото и сол. Шекер и сол. И евете и водичката тука. Шекер. На рака да ти биде. Од прилика пола лајче сол. Сол да се потвати, затоа што треба да кисне тестото. треба да така? кисне. И сега со рака. Прво малку Или прво со лажица, така? лажица малку го замешувам вака. Така. Значи, во Жван, кога бев кај вас на гости, ми остави впечаток колку сложно се живеете сите таму во Жван. Да. Како едно семејство. Секоја куќа со секого се познава и многу вредни сте, многу правите таму, многу убаво ме дочекавте. Да, Со полни дружба трпези, полни трпези. Селото е мало, не е многу населено, ама Но, сепак како велат, луѓето го прават селото. Луѓето, вие сте толку гостопримни. И сега додаваме брашно. додаваме брашно. Така. Додека не формираш едно тесто, кажи ми за тестото, треба биде ми по... Да биде средно, не многу средно. јако да биде, ниту меко, значи средно тестото така, да биде. И едно 15 минути до 20 да остои. Да отстои. стаси. Добро.
А ништо нема. Твоите дома ги сакаат ли кровните? Додека беа мали многу. Многу, а Секоја сега? недела ма правева, ама Стварно? сега послабо. А колку ти се големи децата? Па големи се, веќе имам и внуци јас. И внуци, маша. Сега се имам прваче, прваче. Викторија и внук Викторија. Јован. Еве да ја поздравиме Јован е Викторија. 4 години. Од баба Сонја. Да, Да го голем поздравиме поздрав, да. и Јован од баба Сонја. Еве како вашата баба ги прави кровните. Керката ми е мажена Демирхисар, а синот ми е во Скопје. Во Скопје. Полицаец, работи Значи, во Скопје. и нив да ги поздравиме кога ќе Да, дојдат голем во Жван поздрав. на гости. Да. Баба Сонја е спремна со кровните, така? Поготово малите ги сакаат. Малите, Јован и да. Викторија, да. Така. Има ли некој што не јаде Да. кровни? И најчесто помладата генерација мисла дека тешко се прават кровните, а всушност многу лесно ако се Многу погоди лесно и рецептот, брзо. Брзо и нема некој мастрав кој знае колку. Па нема, не е Да. многу ни скапо ова што Да. става. А најадува цела фамилија, сите да Така, пробаат. така. Така. Готово е. Ајде, машала, тестото. Него. Готово Ќе е. го оставиме колку време да кисне? 15 минути. 15 Најмалку. минути. Со вас, драги гледачи, се гледаме откако ќе нарасне тестото. Да. Сонја, ајде тестово изгледа за машала ќе биде, нели? Да, машала. О, Стаса. машала. Баш Да. убава жолта боја, ма домашни јајцата, нели? Да, домашно е. Се домашно. Се си имате таму, нели, кај вас? Да. И кокошки си имате. Се имаме, да. И од живинче, значи... Да, или пак ќе си чувате, купиме или од ќе си купите селаните што од си имаат, да. селаните. Значи сега се размесува тестото. Да, се Па размесува. затоа овие кровни не се исти како оние другите. Не се, овие се Нели? старински. Така, и се си има домашно, се си има свое. Така, сега ги размесуваш. Правиш кора. Правам така? кора, да. Кората не треба да биде потанка од еден прст. А, значи 40 еден прст сантиметар. да е дебело? Да, е дебело. Добро. Гледаш колку е добро измесено, се враќа, нели? Како Да. влечеш ти, оно така се враќа. Добро. И со чаша ќе ги вадиш, а? Да. Зависи кој како си сака. Со чаша поголема, помала Аха, или во кругови така. форми. Може било какви. Така. Ма сепак на старинското е со чаша. Со чаша, така. Да. И колку брзо ни стаса тестото затоа што е топло од Топло е оганот, од ѓубрето. тука. Да, земам Да. чашата, акро брашното. Така. Почнувам. Аха. Ајде, Аирлија, нека е, ќе им се насладиме на кровните. Така, нели? Ајде. Да. Така, и ова ќе ти го тргнам. Така. И се ги редиме. И треба да отстојат уште малку. Да, кровните. отстојуваат, ги покривам. Ги покриваш. Се отстојуваат. Уште едно киснење не. Да, значи, уште едно треба да има. киснење, дур биди маслото Така. на оган. Да жешти. И во врело масло, не многу. Значи, да биде, ама не многу да е врело да изгорат. Треба да биде посредно. Една за проба ставаш. Да. Едно јабана нека оди. Да, И да. јас секогаш Секој пат првото јас. Исто и јас кога правам дома, кровни или нешто друго, пирошки, ако Да. пржам или било што, чекај се дали е добар за иденот. Стави го тоа првото и како сврти, Да. па ја ќе го изедам тоа. Првото мора да биде Првото за домаќинката, пробното. Да. Што се убави така мекички. Така. Чекай да ти направам место и за За да имаш да повеќе, го да. расукаш
Треба да го расукаш сега и другото, Другото, нели? да. Да. Добро. Се употребува го цело. Така. Добро. Тука вака ставаме. Ето така. Сега постапката се повторува. Да. Истото. Значи го измесуваме остатокот Остатокот од тестото, тестото. повторно ја правиме ората, повторно со чаша. Да. Вадиме, оставаме да искисне уште 15 на минути и во меѓувреме пред крај веќе ќе си оставиме тенџерето На оган. шпоретот, на шпорето, На дрва. на дрва да се загре и почнуваме. Добре беше, навистина добар домаќин и ни го навали оганот Да, и и не топлина си причека има. и кафе ни направи. Да. Си. Тако тука кога доаѓате на црква тука си ги Одиме, правите да. и овие крофни нели за празниците што ги За славите. секој празник Манастирот, скоро. да, за секој. Многу народ иде. Цела Македонија тука се собираат луѓе. Прекрасно место. Добро, да јам сега карпата овие да ги покриеме. Може, да. И уште еднаш ова го измесувам и останува како круг. Така. На тоа најпоќе малите кој да го кажа. Им правиш такви интересни нешта за да фигурчиња. им биде. Да, да им биде интересно. Добро. Супер, сега ги оставаме, драги гледачи, да се искиснат крофните и кога убаво вака ќе нараснат, Ова вака стои, така се врши еве, последното. Еве, Сонечка се направи за внучињата такви, нели? Да, такви Супер. мора две да има, оти се кара. Се карат. Да, Ајде се сега така. овие вака Сега на ќе ги купче. покрием. Стави ги тука на купче. Ете така. Одлично. Ете, супер. Со вас, драги гледачи, продолжуваме кога ќе бидат добро скиснати крофните. Сонче, јас со нетрпение те очекувам. Сега Да почнеш веќе со се пржење. Готови О, и леле, почнуваме со колку брзо, пржење. колку брзо втаса. Слушај, пошто сме две, стави една и за мене, еве ти. Стави една и за мене, ај првите две јајти ќе ги јадеме. И како ги пржиш? Ги пржам во врело масло и вака со лажица му потурувам од врелото масло за да збувнат поубаво. А, За значи да бидат постојано се повкусни. налева. Да, се налева. Отприлика се става 2 до 3 крофни и се прши. Значи мајсторијата и Да. тертипот си е во поливањето со врело масло. со врело масло, И они да. така нараснуваат. Нараснуваат И кога поубаво. ги јадеш, всушност се они Да, шупливи внатре. Да. внатре. Затоа добива шуплина за Па повкусни кога да ќе бидат. крцнеш убаво испржено на крцка и прав шекер од озгора Од ќе им озгора, ставиме. А иначе може да се јадат и со... Може. Да, да. Со солено, например, нема да ставиме прав шекер, ќе се јадиме со сирење. Ами ние Може, не ама ли ние сме знаеме учени што со- да јадеме. Со прав шекер. Како? И значи се пржат се додека не добијат црвена боја. Румена боја, да. Боја на мед. Мед. Да, да не Алкан бидат боја. многу изгорени, ама да бидат. Добро. И еве сега една по една крофните ќе ги испржиме. Со Сонја остануваме овде. Јас си подавам, ако ќе бидеме готови со вас се гледаме кога сите ќе се собереме на трпезата и ќе си ги пробаме овие вкусни крофнички. Еве, драги мои, ние сакавме со Сонја да си ги поделиме убавите крофни со нашите пријатели. Тука е Зорица, Јовче, Едита, Драгче, така, нели? Сонја, па да ги пробаме сега. А за
трпезата и да не зборувам веќе. Не само што ќе дојдете овде и ќе бидете опијанети од убавината на овој предал, од воздухот, од историјата и така натаму, секако и од вкусовите. Така, Сонја? Ти благодарам многу што ни направи вакви убави крофнички. Ајде, пошто ти ги правеше, ти прва да зем. Ние си каснавме до душе, што е право и нели првите две што ги испрживме. Јовче, повели? 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 Ајде, повели. Ајде, сега на здравје нека ни е. На здравје да си уживаме во овие крофни. Ама гледај ги како златници наредени во чинијата. Секаде убави спржени. Колку се вкусни. Меки како душичка. Да се позлатат рацете, Сонја. Благодарам многу. На здравје. Да сме си сите здрави и живи, добар мој народе. На здравје.